И на 11-тиот ден од продолжението на конституивната седница, пратениците заглавија во истиот дебатен лавиринт. СДСМ повика да се премине од точката за формирање на комисијата за избори и именување на следната за избор на новиот председател на собранието. ВМРО-ДПМН се спротистави, велејќи дека таква пракса досега немало. Од Алијансата за албанците сметаат дека пратениците на ВМРО-ДПМН не ја почитуваат волјата на новото мнозинство. Господине Велјановски, наместо да броите статистики и минутажи на тоа колку пратениците зборувале по реплики и по процедурално, ќе биде подобро да се ослободите од партиската пропагандна стега, која што очигледно ви е наметната, и да почнете дословно да го читате деловникот и да не чекате викендашки изјави на вашиот лидер за да ви каже дека било нешто деловнички или не било деловнички. Веќе 2 дена ова недела, колегите од Социјалдемократскиот сојуз на брутален начин, преку процедурални забелешки, секој како на пазар го толкува деловникот. Не можам да разберам зошто ваква нервоза. Ви прилега и некако сте навикнати да бидете лево и така ќе бидете и следниве 4 години, да преку одземањето на деловничкото право на пратеник, да говори, правите класичен атентат врз демократијата во ова собрание. Në këtë parlament po ndodh një dhunim klasik I vullnetit të shumicës nga ana e pakicës. Kanë ardhur përmes misionarëve edhe oferta të majme, vetëm që tjetë pjesë një shumice të imagjinuar nga ju, mirë po duhet të them trosh. As Ziadin Sela, por as edhe kushdo nga liderët e partive politike shqiptare nuk ka mandat për marrëveshje jo parimore. Askush nuk ka mandat ndër të tjera të bëjë marrëveshje që rrezikon së pari prokurorin speciale. Во текот на минатата недела, СДСМ соопшти дека како парламентарно мнозинство планира конкретни чекори за деблокирање, но се уште нема информации каков е тој план и кога ќе биде спроведен. Освен 67 подписи, новото парламентарно мнозинство се смета за легитимно и од ДПА и ќе ги има и незините 2 гласа за прашањето поврзани со интеграцијата и унапредувањето на состојбата на албанците.